Следуваат минути посветени на културата. Во овој блок денеска ќе разговарам со директорот на Дирекцијата за култура и уметност Скопје, кој е организатор на Скопското лето, Никола Глигоров. Добро утро. Добро утро, поздрав до вас, до вашите колеги, екипата во студиото и секако сите оние кои што утринава се заедно со нас. Ви благодариме. Ве повикавме ова утро да објасниме малку повеќе како годинава ќе се одржува и дали во истиот период 21 јуни Скопското лето или пак можеби поради оваа пандемија сепак ќе се промени начинот. Токму така. Значи, подготовките традиционално веќе 40 години наназад за секое народно издание на Скопското лето започнува со завршувањето на актуелната негова издание. Ние првите контакти ги остваривме со домашните уметници, ансамбли, институции од областта на културата уште во текот на есента минатата година. При тоа исто така остваривме контакти со повеќе можни учесници од странство, со посредство на амбасадите, дипломатските представништва, културно-информативните центри на странските држави во нашиот град, во нашава земја. Тие контакти се интензивираат со почетокот на 2020 година, но веќе во март, крајот на февруари, кога станав свести за прво епидемијата, а потоа и ова светска пандемија, интензитетот на комуникацијата некако се намали, иако ние цело време сме во постојана комуникација со уметниците. Така да и оваа година можам да потврдам дека ќе го има Скопското лето по 41 пат, но за жал нема да се случи онака како што веќе со децени наназад го работевме, го правевме, нема да биде отворањето на 21 јуни, на првиот ден на летото или светскиот, односно празникот на музиката, заради тоа што подготовките пред се од технички и организацијски аспект во смисла на обезбедувањето на соодветните простори, протоколи за тоа како ќе се одвива и самиот уметнички чин, но од друга страна и како публиката ќе биде третирана во просторите во кои што се одвива Скопско лето. Ја во овој момент само сакам да потсетам дека Скопско лето традиционално користи повеќе од 15 на различни теми и простори во градот, пред тоа со отворените простори, плоштадите, Старата чаршија е покрај оние стандардни простори на театрите, галериите и така натаму. Годинава, уште сега веќе можам да кажам дека ќе се заради оваа пандемија и актуелната ситуација, бројот на настани кои што ќе се случуваат на големите плоштади ќе биде редуциран. Ќе се обидеме да ги користиме повеќе просторите во Старата чаршија, тоа се Сулијан и Куршум, секако галериите и другите алтернативни простори кои што ќе ни стојат на располагање. Разговараме со уметници од различни области и институции, така да и годинава Скопско лето ќе понуди музика, значи од повеќе жанови, потоа театарски представи, ликовни изложби, секако традиционалното кафе, кино, односно филмската програма. Почетокот на официјалниот почеток, програмскиот почеток би рекол, го планираме за почетокот на месецот јули, а тоа зависи од изработката на овие протоколи кои што претходно ги споменав, кои што ние треба да ги верификуваме, односно да ги поднесеме и да добиеме одобрение од соодветните здравствени и државни институции кои ја водат нели оваа ситуација со пандемијата. Но сепак сакам да кажам и да потенцирам дека нашата повеќе децениска и традиционална соработка со Францускиот институт во Скопје годинава ќе резултира со тоа што на еден посреден начин, би рекол онлайн, како што веќе повеќе проекти се реализираат, ќе се одбележи светскиот ден на музиката на првиот ден на летото на 21 јуни во недела, со една музичка програма која ще подготвува Францускиот институт во Скопје, во рамките на која што ќе настапат фолти, Тома Дитрон со Дијана Крал и Игги Поп и оркестарот Феймс кој повеќе години
работи делува во нашата земја, односно конкретно во Скопје. Почеток тој стриминг би бил во 19 часот и сите наши пријатели на Скопското лето, пријателите на Францускиот институт, ќе можат да ги проследат на нашите Facebook страници на Скопското лето и на Францускиот институт. Можете ли да ни откриете нешто повеќе за програмата, кои изведувачи ќе можеме да ги видиме, освен овие кои сега ги споменавте? Знаете, сега во момента ги кажам сите имиња, затоа што станува навистина збор за повеќе имена и повеќе од една страна. Второто е што ќе оставиме малку да биде ќе оставиме малку и за изненадување. Втор пат да се слушнеме и трет пат, нели, да го следиме тоа, не, најотворено и најкоректно сакам да кажам, знаете, некои програми зависат и од тоа дали ќе успееме да ги задоволиме критериумите од техничкиот аспект, односно оној безбедносен аспект, да се одржат таму каде што ние посакуваме и сакаме. И било некоректно јас во овој момент, наистина интензивно работиме и убеден сум дека во наредниве десетина и помалку, не, може веќе во наредната седмица, ќе го знаеме и точниот распоред по дати и простори. И би било некоректно да евентуално спомнам некој име кое што подоцна можеби заради како што кажавте, ќе оставиме ќе се повлече. Ќе оставиме и простори за повторно да се слушнеме. Па јас би сакал, знаете како, ви пред се сакам да ви се благодарам за вашиот интерес и поддршката што ја давате на Скопско лето, дозволете ми вака малку и јас самиот да си оставам простор да може што почесто да се слушаме и да ја информираме публиката и јавноста за она што дирекцијата и Скопско лето ќе го работат годинава. Така, и за да го заокружиме овој разговор, ќе ве прашам за вашата проценка за иднината на ваквите манифестации и фестивали. Скопско лето оваа година по 41 пат. Тоа е една навистина долга традиција на која што сме навикнати, но дали во иднина оваа пандемија ќе ни наметне нови начини или сепак откако очекуваме ова да стивне и повторно се да се врати назад во нормала со она физичко присуство на кое што сме навикнати? Јас многу би сакал да биде тоа така, како што вие кажувате, меѓутоа мораме да бидеме свесни да ги слушаме сигналите и она што многу директно и конкретно ни го кажуваат здравствените институции, органи, не само во нашата земја, и на светско ниво. Веројатно некој одреден период ќе мора да се навикнеме да живееме со короната. Ние затоа и се трудиме да програмата на Скопско лето ја реализираме сепак со публика. Значи, второто, и да не речем непосакуван привод кон реализацијата на програмата е онлайн реализацијата, значи она снимање кое што биде на нашиот YouTube канал или на Facebook страницата. Верувам, посакувам пред се и треба да бидеме сите оптимисти, но исто така, истовремено еве и јас дупатам апел и до нашата благородна и секогаш верна публика да ги почитуваме сите протоколи кои што здравствените и државните институции ги препорачуваат за заштита од оваа пандемија. На тој начин, веќе наредната година да не го правиме овој разговор, туку напротив да кажуваме како на 21 традиционално ќе се отвориме фестивалот и ова годишно издание, така да кажам, и од тој аспект и ќе го заборавим. Ви благодарам за ова јавување и ние се надеваме дека иднината повторно ќе ни биде назад во старата нормала со физичко присуство, а ние ќе се слушнеме повторно веројатно и некаде пред самото одржување, веројатно и по одржувањето на Скопско лето со импресии од овогодинешното издание. Ви благодарам за исто така за стапениот простор и ги поздравувам вашите следбеници, сите кои што се со нас и пожелувам убав ден.